Добар ден. Загаденоста на воздухот во Скопје, но и останатите македонски градови несомнено припаѓа на едно од највисоките места на целата планета. Затоа има повеќе причини, но и една од најголемите е старите автомобили кои неконтролирано се увезуваат во нашата држава. По некои неофицијални податоци, во Македонија има повеќе од 250.000 увезени автомобили кои не ги задоволуваат модерните стандарди на екологија. Затоа во ова издание на Автомагазин нема да одвоиме многу време за старите автомобили. Напротив, ќе ве поведеме низ светот на четирите тркала, каде царуваат новите модели со најновите еколошки норми. Време е за нова Корола. Поголемо задоволство за 15% пониска цена на сите модели на Корола. Одбери Корола со вклучени алуминиумски бандажи за секој купен модел. Вози и уживај. Ве очекуваме во нашиот салон. Toyota, always a better way. You be my sunshine. Разбудија енергијата во себе. Новиот Peugeot 208. Наскоро во Македонија. За некого откажување од целта, за него предизвик за победа. За некого потежок пат, за неа невообичаен. Новата генерација теренски возила на Mercedes-Benz. Павле минатата недела твитна. Наводно подот кај новиот транзит е водоотпорен и лесен за чистење. Хаштаг да видам да не верувам. Ајде да провериме. Сепак транзитот е полесен за чистење отколку Павле. Kia Optima не помина најдобро на македонскиот пазар, ако воопшто нашиот пазар е мерило за успех на некој модел. Но со новата генерација од таборот на Kia најавуваат дека цената ќе биде ускладена со квалитетот и можностите на овој седан од средната класа. А во следниот прилог ќе ви прикажеме уште еден седан од средната класа кој има за задача да го врати производителот на мапата на сериозни производители на седани. Рено веќе 15 на години кубури во оваа класа. Лагуната не помина најдобро, пред се поради нејзините димензии. Таа беше најмала во својата класа. Но со Талисман Рено најавува едно ново поглавје и сака да се постави како успешен производител на овој тип возил. Со или без S во името, големиот теренец на Мерцедес останува на врвот на понудата на марката, или скоро на врвот, кој понатаму ексклузивно е резервиран за легендата од која се започна, G-класата. Но ако незиното место е почесно, она на Mercedes GLS е заслужено.
Луксузниот теренец со сите своји атрибути се смести на него во 2006 година, кога беше лансиран како одговор на се поголемата побарувачка на вакви возила. Иако некои неговото појавување го поврзаа со потребата Мерцедес подобро да ја искористи производствената линија во Америка, GL се наметна на пазарот како природно и потребно проширување на теренската гама со трокрака звезда. Тоа беше пред скоро деценија, а во меѓувреме таа се прошири со уште два модели – компактниот GLK и најмалиот GLA. Веќе беше тешко според ознаките да се разграничи понудата и именувањето на номенклатурата се наметна само по себе. Сега со додавањето на буквата S во ознаката се си доаѓа на своето место и точно се знае кој е кој. Mercedes GLS не само што е најголем теренец, туку е најголем Мерцедес со исклучок на S-класата со нејзината продолжена верзија. Дизајнот сега му е поблизок до најновите изданија со буквата G во ознаката. Новата маска со поистакната звезда веднаш асоцира на GLE, а слични се и светлата и браникот. Слични, но не и исти, и без да се постават еден до друг, јасно се забележува разликата на габаритите, кои кај GLS се распростануваат на 5,13 метри должина, 1,93 метри широчина и 1,85 метри височина. Меѓуоскиното растојание од 3075 мм го обезбедува потребниот комфор за седумината патници, а долгиот список сериска и уште подолгиот опционална опрема неопходното ниво на луксус. Иако немаше потреба да го нагласува тоа, Мерцедес го представи новиот GLS со зборовите S-класа меѓу теренците. Од неа се и обновените погонски единици, кои ќе ги има 4. Најлогичниот избор, барем за нас, на стариот континент е 350D, изведбата со докажаниот 258 коњски V6 дизел со повеќе од доволни 620 Нм максимален вртежен момент. Погонот на сите 4 тркала се подразбира, а силината од нив ќе стигнува преку 9-степен автоматски именувач опционално комбиниран со редуктор и блокирачки централен диференцијал. Оние пазари кои повеќе преферираат бензински агрегати ќе имаат поголем избор. За нив се наменети GLS 400 и GLS 500, чии V6 и V8 турбомашини се подготвени да испорачаат 333, односно 455 коњски сили. Топ понудата, како и секогаш, е онаа со AMG полетите, заслужени со 585 коњски сили за 20 повеќе од досега. И покрај изголемувањето на перформансите, Мерцедес за него ќе каже дека има иста потрошувачка како и досегашниот модел, како некому тоа воопшто да му е битно. Продажбата на новата GLS класа на Мерцедес ќе започне веќе од овој месец, а првите возила ќе бидат испорачани во март 2016 година по цена од 62.850 евра за најевтината верзија. Моделот на Kia од D-сегментот, што не го паметиме за толку стар, е пратен во предвремена пензија. Новата генерација на Optima, која доаѓа по само 5 години, не се разликува толку за да на прв поглед се каже дека е сосема нова, но навистина е. Недостатокот на револуционерни измени го забележаа посетителите на салонот на автомобилите во Франкфурт, но не можеа да кажат дека новата Optima не им се допаѓа. Всушност, тие беа убедени дека таа е токму тоа што би го сакале, без да знаат за нејзината нова платформа, унапредените погонски единици и на повисоко ниво подигнатиот интериер. Одговорните во корејската марка знаеа дека купувачите така ќе реагираат. Знаеа и дека оптималната еволуција е она што е потребно овој модел да остане свеж.
Впечатокот на динамичност што го одаваат предниот дел и силуетата на моделот благо, но забележително го истакнуваат чувството за поистенчен стил на неговите сопственици. Заради тоа и новата маска делува поразвлечено, поставена меѓу крилесто обликуваните светла, а големите вертикални отвори за воздух сместени странично на кјошињата на браникот не делуваат агресивно. И четвртата генерација на Optima остана семејна лимузина што ги нуди сите практични вредности што оваа целна група купувачи ги ценат. Меѓу нив се огромниот внатрешен простор и возните својства што ќе ги обезбедуваат 1,7 литарскиот дизел, сега со 141 конска сила, и 2-литарскиот бензинец со 163 конски сили. Бидејќи првата верзија ќе биде поинтересна за мнозинството европски купувачи, Kia ќе ја понуди и со новиот 7-степен менувач со двојна спојка. Со заедничка помош со старт-стоп системот, дизелската Optima просечно ќе троши 4,2 литри на 100 км и ќе емитува 110 грама јаглерод диоксид на километар. Опишувањето на бензинската варијанта ќе го прескокнеме бидејќи во очекување е спортската GT изведба на Optima во која ќе биде вграден турбомотор со директно впризгување на горивото. Ќе има истакнато мускулесто тело кое покажува значително повеќе агресивност, спортски подесено подвозје, порафинирана внатрешност и 145 конски сили кои ќе ја лансираат до 100 за 7,4 секунди и до максимални 240 км на час. За воиднина се споменува и плагин хибридна верзија на Optima, а известно е и дека во Kia сериозно размислуваат за неизина караванска изведба која би била базирана на Sport Space концептот од Женева. Цените на новата Kia Optima кои се објавени во западните земји ветуваат дека во секој случај купувачите на вистина ќе го добијат она за што платиле, дури и повеќе. Со нетрпение очекуваме да слушнеме колку овој неправедно запоставен модел ќе чини кај нас. Рено чекаше многу време за да го представи наследникот на Лагуна, но моделот кој по се треба да го замени и корејскиот Latitude е повеќе од тоа. Направен во духот на германските лимузини, новиот Талисман се карактеризира со многу нешта кои не се својствени за возилата на Рено, но се високо ценети кај купувачите. Пораката што Рено со него ја праќа и до конкуренцијата и до купувачите е јасна. Првите досега не чувствуваа опасност од Лагуна, а вторите во салоните на францускиот производител ги гледаа само малите возила. Но сега и на едните и на другите погледите ќе им бидат приковани кон седанот од средната класа. Талисман со својата харизма најавува дека го чека некоја поинаква судбина отколку неговиот претходник. Тој најверојатно не ви се допаѓаше, но за новиот Рено Талисман не може да се каже дека не е убав. Како и на се друго, жив човек ќе најде забелешки и на него, но тоа само ќе значи дека ви влегол во око. Исто како што французите им збрцаа прст во око на германците со него. Колку длабоко ќе зависи од вашиот вкус, но факт е дека наследникот на Лагуна е повеќе од обичен француски автомобил од средната класа. Освен дека има непогрешливо германски лик, новиот Талисман дизајнерски може да се опише како представник на новата генерација модели на Рено. Типичните занеа линии складно ја опфаќаат каросеријата долга 4,85 и широка 1,87 метри. Меѓуоскиното растојание е растегнато на раскошните 281 см, кои ја гарантираат широкоградата внатрешност на патниците. Естетиката добиена со стилски перфектно обработените детали е дополнета со надмените линии на задниот дел. Изгледот на внатрешноста не го нарушува големиот екран на врвот на централната конзола, преку кој се контролираат функциите на возилото. Трендовски, од долната страна засечениот управувач логично го дополнува впечатокот што го остава богатата опременост на Талисман.
Трагајќи по решение за овој свој модел, Рено дзирна и во дворот на новиот партнер – Мерцедес. И едно време шансите тој да осамне со позајмена механика беа сериозно големи, за да потоа се сврти кон новата CMF сериска платформа на Рено Nissan. Без во целост да ги искористи своите потенцијали, Рено за новиот модел предвиде скромна, но логична моторна понуда. Таа е составена од два бензински мотора со 150 и 200 конски сили и 3 дизела од 110, 130 и 160 конски сили. Најсилните мотори се поврзани со EDC трансмисија со двојна спојка со 6 или 7 степени на пренос, што уште еднаш ги докажува намерите талисман за нијанса повисоко да биде позициониран од лагуна. Заради тоа и Рено јасно стави на знаење дека немало компромиси во него. При презентацијата на моделот, Карлос Гон умно не го употреби зборот премиум ниту еднаш. Сепак, од изработката и спецификациите се гледа дека е оставено купувачите сами да го почувствуваат таквиот квалитет на престојот во него, без притоа и ценовно да го класифицираат на тоа ниво. Бидејќи купувачите во минатото често престрого го оценуваа квалитетот на возилата на француската марка, Рено сега нема да им даде ниту прилика за тоа. Кој вели дека арапите знаат само да трошат пари? Колку и да ви звучи неуверливо, сепак и меѓу нив има такви кои знаат да направат супер автомобил. И тоа не било каков, туку онаков за кого изборот супер не е доволен. Ова што го гледате всушност е вториот модел на либанската компанија W Motors, која неодамна своето седиште го префрли во Дубај. Токму таму, на тамошниот салон на автомобилите и покажа на овој монструм двојно поскап од Bugatti Veyron. Според нив, тој е врел, брз и скап екзотичен екземплар. Се вика Фенир Суперспорт и има повеќе сила од полани покажаниот Ликан Hypersport, кој досега е произведен во 7 примероци по цена од $3,4 милиони секој. Во цената е вклучен и Cyrus Клепси часовникот со лимитирана серија вреден $200,000. Арапите велат дека 900 конски сили извлечени со помош на руф технологијата од Поршевиот 4-литарски 6-цилиндраж ќе го забрзаат Фенир Суперспорт до 100 км на час за 2,7 секунди и ќе го потераат до максимални 400 км на час. Во денешниот тест го имаме Mitsubishi Outlander, односно неговата нова генерација. Денеска нема да го возиме многу на асфалт, туку ќе се обидеме да го исполниме овој прекрасен есенски ден со една прекрасна есенска авантура. Но пред да тргнеме на нашата авантура, погледнете што е ново кај новиот Outlander. Поминаа само 2 години од представувањето на новата генерација на Outlander и веќе експресно пристигна рестилизирањето. Таквиот чекор е преземен поради пазарните прилики и желбата на Mitsubishi да направи поместување кон емотивните и функционалните вредности на своето спортско корисно возило. Затоа основата и елементарниот изглед се задржани, а направени се дотерувања на изгледот. Несомнено е дека Outlander е на врвот во својата класа кога станува збор за неговите пропорции. Неговата робусност нуди раскошен простор за 5 патници, а по потреба и за 7. Каросеријата ја задржа формата на извишен караван, но благодарение на интервенциите на светлосните групи и сврлените лакови на тркалата, сега изгледот е далеку помускулозен. Спортскиот изглед го потенцираат алуминиумските елементи кои ги има насекаде. На надворешноста тие се забележливи на маската на ладилникот, на праговите и отворачите на вратите, додека во интериерот лесните метали се употребени на инструмент таблата, управувачот и централната конзола.
Подобрувањата се чувствуваат насекаде. Употребената пластика во кокпитот е далеку подобра отколку во претходните две генерации. Клопена е прецизно што дава впечаток на висок квалитет. Голем плюс оди на сметка на ергономијата која пружа чувство на комодитет и лесно користење на сите погодности предвидени од конструкторите. Со зголемувањето на меѓуоскиното растојание и кабината во сите смерови, Outlander нуди доволно простор за 7 патници. Багажниот простор располага со капацитет од 514 литри, чиј капацитет варира во зависност од распоредот на седиштата. Outlander во неговата внатрешност повеќе наликува на луксузна лимузина отколку на спортско корисно возило. Неговиот простор е навистина голем, а најголемите дизајнерски промени се на предницата. Нема да дискутирам на кого му се допаѓаат овие никловани делови или не му се допаѓаат. Јас сум некако со амбивалентни чувства околу ова решение, но вистинската вредност на Outlander како што потенцира Mitsubishi не е само комфорот, туку и неговата широка примена. Затоа денеска се наоѓаме на еден помалку запуштен пат и ќе се обидеме по него да стигнеме дури до Велешкото езеро. Дали ќе успееме во нашата намера, ќе видиме и самите, бидејќи добри 15 на години не сум го возел овој пат. Но затоа го имаме Outlander со нас, па да видиме дали ќе оствариме нашата цел. Како нарачен да беше денот кога тргнавме на нашата есенска мини авантура. Сонцето ги галеше есенските пейзажи во кои уживавме подеднакво како и во возењето на Outlander. Високата возачка позиција и далеку подобрената атмосфера во внатрешноста само го интензивираше моето расположение. Напуштениот стар пат до Велес како да сакаше да не врати во своето минато, каде многу возила поминуваа по него, се возеше споро, но се уживаше во секој момент за управувач. Ова последното се уште важи. Возејќи по модерните патишта, ако воопшто може така да ги наречеме македонските патни правци, како да подзаборавивме на природните убавини кои не обкружуваат. Затоа денешното возење го посветив на природата и сета убавина која таа ни ја нуди. Со новиот Outlander како да станав и сам дел од неа, а возењето по некоја запуштена и скоро заборавена рута како да беше бонус кој го добив со самото осмелување да тргнам по неа. Јасно исцртаната мапа на навигацијата и прецизниот приказ со сите неопходни информации ми влеваа самодоверба и во секој момент знаев каде сум. Пред мене патот распослан како килим ткаен со еродиран асфалт и макадам, а околу мене раскошно офарбаните шуми во златно, кафено и жолти есенски нијанси кои што се шират во недоглед. Мирот и тишината го оцепеа звукот на моторот и тркалата, кои како да го мелеа патот. 2,2-литрениот по архитектура 4-цилиндарски агрегат развива 150 конски сили и одлични 360 ньютон-метри. Во модусот на работење со цел да се постигне поголема економичност, а со тоа и намалена емисија на штетни издувни гасови, предвиден е еколошкиот начин на работење. Тоа е прифатлива, а не оптимална солуција. Забележливо е тромото работење на помали вртежи, додека преносот на силата е само на предните тркала. Кога не се обрнува внимание на економичноста, односно се вози со исклучен еколошки модус на работа, Outlander дава сосема поинаква слика. Одговорот на моторот е далеку поагилен, силата варијабилно и по потреба се пренесува на оските и се потврдува теркот на старото школо, по чии постулати е граден. Да се одржува режимот на работа во повисоки вртежи не е проблематично, бидејќи менувачот со 6 степени овозможува лесно и прецизно манипулирање. Во прилог на динамичноста е воланот кој е директен и доволно тврд, па Outlanderот сосема добро ги сокрива своите килограми. Ние го возевме Outlander во услови во кои просечен собственик можеби не би се согласил да го вози својот љубимец. Комбинацијата на Макферсон на предната оска и мултилинк на задната е докажана како делотворна во сите услови на возење. На нерамнини и неасфалтирани делници патниците остануваат во комфорен амбиент и не се вознемирани од лошата основа. Каросерија
стабилизацијата и амортизацијата заштитнички се поставуваат кон патниците, па чувството на безгрижност доминира. Системот за распределување на силата на сите тркала има среден диференцијал кој овозможува врвна перформанса на терен и асфалт со варијабилно распределување на силата на предната и задната оска. Постои и можност за блокирање на средишниот диференцијал за излекување од тешки ситуации. Во пракса сето ова работи безпрекорно. Возачот и патниците ги разгалува удобниот и квалитетен интериер, затемнетите стакла, ефективниот клима уред и прекрасното озвучување специјално развиено за Outlander од Rockford Fosgate, со вграден сабвуфер во багажникот и 8-канален засилувач. Квалитетот на звукот е одличен и ги надминува повеќето сериски вградени аудиосистеми во останатите конкуренти. По овие пофални зборови се наметнува прашањето на цената. Тестираниот Mitsubishi Outlander чини 32.980 евра до регистрација, цена која во потполност е оправдана. Просечната потрошувачка од 8,2 литри и сосема задоволителните динамички карактеристики се вклопуваат во желбите и потребите на купувачите ориентирани на овој тип возила. И еве се наоѓаме на нашата цел на Велешко езеро. Во прекрасната атмосфера на хотелот Романтик и убавото време, јас го густирам моето кафе и се обидувам да направам сублимат за чувствата кои ги добив од возењето на новиот Outlander. Ова спортско корисно возило е направено да одговори на многу потреби. Пред се, тоа е најголем во својата класа. Има многу внатрешен простор, дури и 7 седишта, а за волја на вистината, удобноста и ергономијата му се на високо ниво. Јас ја возев најопремената верзија на Outlander, во која се содржани многу помагала кои ве прават да се чувствувате суверено не само на асфалтот, туку и на теренот. Патот кој го поминавме не беше многу тежок за возење, но сепак во него ги почувствувавме удобноста и пријатната амортизација која ја пружа Outlander. Исто така, морам да кажам дека почувствував многу подобро управување во однос на претходната генерација. Но Outlander има и своји недостатоци. Субјективно е ова што ќе го кажам, но мене лично многу не ми се допаѓа никлованиот преден дел. Никлованиот дел делува агресивно, но и многу забележливо. Јас лично сум поборник на подискретни дизајни, односно помалку нападни дизајни на предницата. И исто така, во внатрешноста некои функцијски копчиња, како што е за отворање на електричната врата на багажникот, потоа исклучувањето на ESP-то, како и подесувањето на борд компјутерот се прилично на неупадливи, односно на скриени места. Сепак, финалната оценка за Outlander е висока, пред се поради неговиот квалитет, исто така прецизната изработка. И на крај се поставува прашањето дали Outlander во својата најопремена верзија може да се справи со цената од 34.000 евра со сите давачки и со своите конкуренти. Се разбира дека Mitsubishi има големо педигре за спортско корисни возила, но и за теренци. Така да, квалитетот, просторот, опременоста кој ги нуди, но и гаранциските услови се во приход на Outlander. Во приход е и за нас времето кое се уште во оваа доцна есен не служи. Јас ви посакувам уште многу вакви денови во есента, а нашата следна средба е за 7 дена. До гледање.